По одличниот убав хит, мора да го поздравиме The Weeknd и Daft Punk, одлична тема. Мислам моментално и добро котира на светските топ листи. А кај нас во студиото повторно уште една нова приказна, дамата која што пред никој десетина дена имавме во студиото, го представивме впрочем творештвото на Нампрес, меѓу другото и книга на неделата за оваа недела и ова прекрасно семено издание Infinity, кое што имате прилика да си го прочитате, ние меѓу другото делуваме. Ангела Линовска-Крстевска, повторно добро ни дојде. Добро, и овој браво, пат во придружба на Бенјамин Џаферовски. Да. Поздрав и до тебе. Сега јас мора да станам. Здраво, добро ви дојдовте. Ние сме исто како во дневна соба, секојаш ги пречекуваме гостите. Одлично, овој пат Ангела за една убава тема, повторно ја дадовме темата за гледачите, учениците и нивната пракса во странство. Доколку го посетат сајтот на училиштето Саба, ќе видиме навистина хронологија, распоред прекрасен од проекти и активности кои што ги имаат учениците со кои што се сочуваат со големите предизвици во образованието. Овој пат, како што кажав, со приватното училиште Саба, во кој што е дел и толку младиот Бенјамин. Како бе да почна 2017 година за Саба и генерално гледам дека сте во екот на се уште оние проекти и активности кои што ги имате секој ден. Да, па бидејќи темата денешна нели ни за тие проекти, па не само 2017 и 2015 и 16, значи работиме со проектите, со Еразмус проектите, преку кои наши ученици поминуваат по 2 недели на пракса во некои од европските држави. Сакам да сум јас, да се вратам во тие години. Да, вака и пријатели ми рекле како јас сега не сум ученик, па да имам таква можност. Така да учениците кои што учат во училиштето Саба, значи не само од Скопје, туку и од Битола и од Штип, имаат таква можност. Значи ние како училиште, стручно можам да кажам, со правен економски информатика и туризам, значи со посебни критериуми, правила и насоки. Ги организираме учениците и тука во Скопје, во Македонија додат на пракса, меѓутоа во последниве години со овие Еразмус проекти имате можност да пропатувате. Да, имаат можност учениците да одат да работат во европски, во интернационални компании, навистина да доживеат едно животно искуство кој што не би имале можност друг пат да го доживеат. Јас сега на пример ова недела се учениците на екскурзија, меѓутоа сепак друга екскурзија, друга е да одиш и да работиш во некоја компанија. Work and pleasure меѓу другото именување. Да, ние секогаш велиме дека праксата е многу клучен дел не само за било која професија, впрочем. Бенјамин, што научи ти од твојот престој во Болоња? Како праксата влијаеше на тебе, на твоето надградување, интегритет, едукација и слично? И меѓу другото ќе откриеме дека имаш само 15 години. Да. Јас за време на двонеделната пракса во Италија научив многу работи со помош на луѓето таму, значи тие беа многу љубезни. Може да откриеме за каква пракса стануваше збор, што работеше? Значи работев во фирмата IFOM која се занимава со правење на вебсајтови, веб страници. Веднаш процедури и уредување на слики во Photoshop и такви работи. Колкава група на ученици бевте? Бевме 4 ученици, ама секој беше во различна компанија. И како изгледаат тие 2 недели со посебна агенда, редослед, предавања, Наставата беше на англиски или на италијански? На англиски се разбиравме со работените. Значи секој ден имавме различни, значи ние освен тоа што бевме во Болоња, ние ги посетивме градовите Фиренца и Венеција. Нашите умилени. Значи И кој ти остави најмногу впечаток кога сме таму? Фиренца. Добре, тука сме негде. Значи секој ден учевме нешто ново, например јас научив на работа, буквално на работа. Значи од 9 до 5, Да, исто како возрастен човек. Потоа научивме, односно мене ме научија да правам лого и ја направив лого за една организација која се занимава со како да ги сплоти луѓето без разлика на која вера, нација се без етникум поделба и така натаму. Да го направат како светот подобро место едноставно. И направив лого за таа организација. И како беше поздравено логото? Key to go, така се викаше логото. И ми го прифатила таа организација. И да речеме сите четворица кои што бевте во престот во Болоња работевте на различен тип на проекти, онака индивидуално кои што видите како сатисфакција лично? Да.
Не, не мислам јас словесно за Ајде, Ангела. Да, вака, значи целиот овој проект се вика Европски бизнис е името на проектот. Значи овој проект од Еразмус програмата поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и Европската комисија. Значи преку овој проект оваа година 16 ученици од училиштата Саба поделени во 4 групи, 4 групи во Болоња, 4 ученици во Болоња, Лајпциг видов дека? Да, 4 во Лајпциг во Германија, 4 во Португалија и 4 во Барселона во Шпанија. Значи сите работеа во компании, значи сите 16 ученици беа распределени во различни компании каде што имаа можност да видат како функционира европскиот бизнис. Значи дали од областа на информатиката, дали од областа на онлайн маркетинг, онлайн трговија или онлайн продавници, значи секој ученик работеше, Бени работел во компанија каде што ги изработувале веб страните што всушност нели на интернет. Други ученици работеа со продажба, значи од различни Зашто има најголем интерес, Ангела? Младите денес што најмногу се насочуваат? Бизнис и информатика. Така? Така да и самиот проект Знаеш како се таму се парите. Таму се парите. Се сакале признали, не таму е да. Малку е потежок патот додека нели научиш, меѓутоа после полесно ќе се прават ствари. Добро го сретате. Шала на страна, ама така е. Така е, апсолутно согласен. Едно од Најплатените професии, дефинитивно. Да, така да и самиот овој проект беше да го поврзе бизнисот со информатиката. Еразмус програмата е вистински хит во Европа. Навистина привилегија е оние ученици кои што имаат можност да бидат дел од таа размена на студенти. Има се поголем интерес од кај нас за да се аплицира, да се биде дел од таква програма? А сепак редуциран е бројот, претпоставам, на ученици. Сега јас можам да кажам за наш има нели интерес бидејќи ги гледам кои се проектите кои што се одобрени од Македонија. Меѓутоа од Еразмус не е само за ученици, има и за професори нели можности да одат и да се едуцираат. Вашите беа во Атина? Да, во Атина, да, и тоа на почетокот на година, вако не се Да, јануари, значи оваа година бевме во Атина, четворица професори. Минатата година имавме исто една обука во Фиренца, во вашата омилена. Да, професор да требаше да бидеш. Требаше да биде и заедно тандемски. Па добро, размислете за следната. Никогаш не е доцна за дополнување на животот, така е. Да. Така да еве и на такви обуки ги праќаме професорите, бидејќи навистина има многу да се научи од колегите од европските држави. И самиот бизнис и сцена таму. Да, значи еве таму кога одат професори, значи учат техники на предавање или некои новитети во образованието. Да, за да после тоа ги примениме тие новитети во нашите училишта. А Болоња е лулка на знаењето, како велат. Да, најдобрите универзитети се таму. Каде би сакал, Бенџамин, да го продолжиш твоето образование? Каде се гледаш можеби за по завршување на средното? По завршување на средното јас Чекај се дали ќе биде Скандинавија, Шведска, Норвешка, знам дека таму е застапено. Тие се едни од најдобрите држави, ама јас сум и имам државјанство америчко затоа што сум таму роден и би сакал таму да продолжам во Чикаго. Да, ќе откриеме на гледачите дека зад камерите откривме дека Бенџамин на својата 6-месечна возраст, значи буквално кога си бил мало дете, повторно сте се вратиле во Македонија, меѓутоа, ете, предизвиците понатаму продолжуваат. На што, кон што можеби во иднина ќе се целиш? Креирање на веб портали, како што кажа, логоа и слично? Јас сакам да знам од све по нешто, значи јас сум такво дете, но мене поише ме влече медицината, сега тоа сакам да го откриам. Медицината, исто така сум и спортист, тренирам кошарка, така да Си уште си има време, има време за да се одлучиш, да. Како не? Што и како, бидејќи јас знам пред некој период прочитав на вашиот сајт дека пријавањето за Саба е до 17 март. Да, вака, значи тоа е пријавањето беше за стипендии, бидејќи Саба вака јас да се пофалам сега дека 10 години постои училиштето Саба, значи оваа година 2018 да славиме еден јубилеј, благодарам. Така да Саба во Скопје, во Битола и во Штипа од септември во Куманово.
Се надополнува приказна. Да. Браво. И тоа што го прочита до 17 март беше пријавување за стипендии. Секоја година доделуваме стипендии за најдобрите ученици од основните училишта, како целосни така и делумни, така да оваа недела и наредната веќе треба да ги одбереме оние што ќе ги добијат. Има многу пријавени? Па нормално дека има, значи Сега со нетрпение. да, за во сите градови, значи не само за во Скопје. Инаку 4 доделувате за сите училишта секој училиште. или во секое по 4? Не, во Битолево. секое по 5, односно вкупно 20, по една целосна и 4 делумни. Одлично, тоа е баш за поздрав. Оние кои што не успеле до 17 март да се пријават, штета, но ќе знаат за наредната година, како и да е на 3 април во понеделник ги откривате. Аха, да. Све сте прочитале. Се сте прочитале? Да. Ако не знаете, вие ние да ви кажеме. Без бури сега. Да. На почетокот на следниот месец. Да, како е да тие што се најдобрите, останатите може да се запишат во Саба, нели? Нормално. Што следува? И да добијате еве ваква можност, значи на страна од редовното образование и часовите кои што ги имаат во училиштата Саба, значи може да имаат и ваква можност да одат да посетат и да работат во некој европска млади години што е прилика што ги биде едно привилегија. животно искуство за понатаму не. Како не привилегија, особено за младите, привилегија да го почувствуваат тој европски убав дух кој што го имаат тие космополити така натаму. До крајот на годинава претпоставам дека ќе има уште редни број активности Саба, меѓутоа што ќе биде следно и каде можеби следни бенефити ќе почувствуваат професорите, меѓутоа и самите ученици. Патување следни можеби? Патување следни до крајот на годината останува уште едно за во Италија повторно, само нема да биде во Фиренца. Сада не биде само Фиренца. Да, тоа ќе биде за повторно за професори. А здрави од септември со нови проекти, нови патувања. Нова учебна година. Да, сега вие размислете за септември. За менторирање во Бога, да. Бенџамин, во јуни завршува нели школската или училишна година, летото ќе биде наменето за одмор за Америка? Или ќе сепак ќе го посветиш и на некоја од праксите? Како едноставно планираш да го заокружиш летото? Летото планирам како и секогаш нешто ново да научам, освен покрај одморот. Тоа. Нема да биде значи само ништо, одмор. чекаме следен пат авантура Америка и со фотографии да раскажеме твоја приказна. Одлично. Ангела, Бенјамин, беше задоволство повторно да ги прикажеме овие новитети. За сите подетални информации може да се информираат и да вебоцираат околу на Саба. Секако, благодарам на вас за поканата. И се повеќе прекрасни вакви семејни магазини кога веќе ве имаме во студиото. Благодарам, да. Претходно не пофалија дека добро сме танцувале на нашиот утрински игри. Сега треба да пееме добро. Да, во продолжение имаме таа песна, а јас ти може да She's a maniac. Ајде.